Почитувани гледачи, 15 минути со Димитар Џолев, средношколец кој што изминатиот период едноставно не само што го освојува светот на математичко поле, тука е добитник и на годишната награда Светите 15 Велиополски свештономаченици, највисоко општинско признание. Токму Димитар Џолев е гостин во ТВ каналот ВИС. 15 минути со Димитар Џолев, личност кој што овие денови е во врвот на светската математика. Џолев, пред се благодарам што се одвои време да бидеш дел од емисијата 15 минути со. И јас ви благодарам на поканата. Ова е голема чест за мене што ме поканивте на емисија да ме запознае јавноста кој сум. Што има направено. Слушавме изминатиот период, освено на високо признание за кој што атакуваат сите општинско признание, годишната награда Светите 15 Велиополски свештономаченици, но сепак она последното е што во конкуренција од 6500 ученици или средношколци, основци, како и да е, и студенти од 98 држави, струмичанецот Димитар Џолев е на самиот врв. Што значи се тоа? Тоа е надпревар интернационален, како што рековте, има ученици од 98 држави. Има три нивоа. Првото е квалификации, и тоа го помнев со огромен успех. Понатаму имаше полуфинален круг, кој што се состои од доста поразличен од другите надпревари по математика. Има читање на математички трудови, да се разглобуваат проблеми, да се решаваат. Тој го помнев со исто така со огромен успех и сега беше финалниот круг на кој што освоив златен медал и добив специјалната национална награда за најдобар учесник на надпреварот. Ова пред се за математичари од целиот свет, средношколци, основци и студенти. Беше ли тешко низ овие три циклуси за Џолев? Па секој ниво беше потешко, но јас секој се трудев да го надминам нивото и успеав, и ете затоа и го добив златниот медал. Дали тоа е резултат на повеќе годишна работа или пак е резултат на неколку месечна подготовка на Џолев со својот ментор, мораме да го спомнеме, Петруш Џолев, професорот при Средното општинско училиште Јанес Сандански. Дали ова е резултат на повеќе годишна работа? Да, во сите надпреварања во сите области не може да биде успехот само резултат на неколку дневна, месечна, неделна подготовка. Тоа јас го имам започет со надпревари уште од четврто оделение, па сета таа интензивна подготовка уште од тогаш и целовремено надградување помага и за сите надпревари и така се стига до резултати. Добро, да се навратиме на тој надпревар. Три круга, бидејќи сепак чест е и моја лична чест е да разговарам со вас, бидејќи математиката секогаш ми била слаба страна. Какви задачи се тоа? Еве, нешто спомна, некакви проблематики, па ти да ги лоцираш решенијата или можните насоки. Какви задачи се? Ова е алгебра, геометрија, стварно? Има од секоја област. На првиот круг беа 5 задачи од алгебра, теорија на броеви, комбинаторика, геометрија. На вториот или полуфиналниот круг имаше задачи и имаше исто научен труд да се разглобува и исто од сите области. И исто беше и на финалниот круг, каде што имаше многу задачи, се бараше брзо размислување, брзо решавање и за да може и прецизно. Така, ова на последниот круг предпоставам дека било онлайн или грешка сум? Да, сите кругови беа онлайн поради ситуацијата со коронавирусот, но и бевме со камери, со посебни алгоритми на следење, така да биде се регуларно, фер. И тоа финалниот тест, за колку време го реши Димитар Џолев, колку задачи имаше пред себе кога ги виде? Финалниот тест траеше 30 минути, имаше 30 прашања и требаше екстремно брзо да се решава, да се одговара. Тоа бара огромни познавања, вештина, рутина. Имаше ли трема, Димитар? Морам да прашам. Па пред секој надпревар имам трема мала, но секогаш ја надминувам тремата со мислата дека после надпреварот ќе бидам опуштен, слободен и за време на надпревар додека решавам, најбитно е тоа да бидам опуштен, слободен, да размислам само на задачите, да бидам концентриран.
Сепак математиката бара прецизност, што е најважно, бидејќи една нула цела кула, велат возрастните и постарите. Кога ги решаваш овие задачи, дали правиш проверка на она што си го решил или пак тоа етапно го правиш додека ги решаваш задачите? Па, јас секогаш решавам задачата и проверувам да немам нешто испуштено, да немам нешто сгрешено. И на крај, кога ќе завршам со задачите, повторно на сите задачи правам на проверка, да видам некој нешто фали да допишам или ако е нешто сгрешно да го поправам и да биде се окей на крајот. 30 минути, 30 задачи, како успеа толку брзо Димитар Пандев, Димитар Џурлев да ги реши тие, бидејќи сепак задача е. Да пресметаш 5 по 5 и треба време, а камоли да разглобуваш таму нешто. Не, мислам, навистина ме импресионира. Па, се тоа вештина стекната со долгогодишен тренинг, може да се нарече тренинг, математика и останатите природни науки, физика, хемија. И доведува веќе до рутина при решавањето и некои лесни чекори, проблеми, веќе скоро моментално знам што да треба да се напише и како. Она, како се вика, постапка на решавање на задачи. Што ти лежи повеќе? Геометрија, алгебра, не знам. Па, сите теми ми се подеднакви се спремам за сите, бидејќи од сите има и лесни и тешки проблеми, лесни и тешки теореми и тврдења. И значи не е само да решиш задачата, треба и да дадеш свое мислење за она што си излезел како заклучок. Па треба секогаш се што е напишано да биде подкрепено зошто е тоа така, бидејќи секој чекор треба да биде објаснет, се бара од тоа на задачите. Добро, каде е љубовта кон математиката? Па би рекол од мајка ми, татко ми, кои што се инженери, електроинженер и архитект, па уште од мал во мене беше всадена таа љубов кон математика, физика, хемија, информатика. И понатаму стекнав некое навика и да одам на превари уште од 4-то оделение, па и цело време се занимавам со овие природни науки и математика. Кога вака те слушам, Џурлев, добивам впечаток дека ова дете, момче пред мене што седи, некако нема многу слободно време за некои други активности. Бидејќи за да стигнеш до овој врв е потребно навистина многу труд. Имаш ли слободно време и како го потпомагаш? Па, имам слободно време нормално. Кога немам надпревари, обично се трудам да го користам за дружење со другарите. Следам многу спорт, гледам фудбал, кошарка. И кога имам можност, одам и да играм, спортувам. И исто слушам музика и свирам на клавир. Значи и музика паралелно. Да. Добро, морам да го споменам и твојот ментор Петруш Џорлев ми вели вака, Ване не е само по природните науки Димитар Џорлев, туку тој добро се снаоѓа и во општествените науки. И ако направиме една компарација меѓу математика, физика, хемија, не знам, социологија, филозофија, не знам што има друго, како стои Џорлев? Еве, оригинално од тебе. Па, многу сум заинтересиран за историјата, па исто некојаш кога имам слободно време, читам некои настани, историски случаи, некои важни личности, исто и за географија, кога помал бев премногу заинтересиран, гледав карти, атласи имав. Џорлев, од 24 часа, ако 8 часа спие Џорлев, и 8 часа му се потребни за настава, мислам, бидејќи си трета година во средното општинско училиште Јанес Сандански, колку часа вежба или е над книга Димитар Џорлев, на вистина? Па, тоа зависи од потребата, пример. Има денови кога тоа е сведено на минимум, ги користам за слободно време, посебно во летниот распуст. Но и кога си во наставен процес, добивам впечаток дека ти после наставата, онлайн наставата, дека едно 5-6 часа си над книга или грешам? Пред побитни надпревари, обично недела, 2, тоа може да биде и доста интензивно, треба решавање, спремање, треба се дојде до форма за кондиција за задачи, да се дојде до нови идеи, ако може да се употребат на надпревари,
Да, во математиката има ли некој иновативен пристап за решавање на задачите? Сега кога го спомнал овој сегмент, лично ме интересира. Па, искрено надпреварите, комисијата која прегледува цени многу ако некој ја решил доста иновативно задачата, креативно, сосема различно решение од другите и сум добивал често и пофалби, коментари дека сум успевал да најдам решение кое што тие не го предложиле да биде такво или доста било креативно од моја страна. Кога станува збор за овој последен надпревар да се окружиме некако со надпреварите, да не излезе дека јас сум професорот сега, иако во однос на вас сум доста лаик во математиката, што значи ова сега за тебе лично? Ова награда? Да бидеш со златно одличие во конкуренција на толку голем број од 98 држави? За мене, Дали ова отвара некои нови перспективи? Па за мене ова е многу значајно. Исто и минатата година освоив златно одличие на овој надпревар. И имаше пандан на овој што беше астрономија и астрофизика. И на тоа освоив златно одличие. И сите тие за мене се доста значајни и верувам дека ќе ми отворат многу врати, порти за понатаму во иднината. Каде се гледа во иднината? Повторно во математиката или? Па се гледам во техничките науки, како роботика, електроинженерство, програмирање. Ова по на тато чекорите или на мама по чекорите? На мама, таа е електроинженер. Така? Па повеќе во тие области, како некој што би работел во доста проекти, истражувања, кој што би открил нови технологии, да се подобрат некои начинот на живење, да ни се упрости уште повеќе. Така и да биде многу подобро, не само, мислам за целото општество. Математика е по ранг. Математика, физика или информатика, како би ги рангирал оние топ 5 предмети? Тоа е доста тешко, Зошто? бидејќи за мене математика, физика и информатика, па и хемија се исто на исто ниво по тоа што ме интересираат, што ми се и моја специјалност и не можам да изберам која од нив ми е поврвна и поинтересна. Значи математика, физика, информатика, хемија, понатаму? Па, мислам заинтересирани во други области, како биологија, географија, како што споменав, историја, Така. музика, спорт. Ама добро, тоа веќе... Добро, имаш ли време и за клавир, пошто спомна... Да, одев 8 години на основно музичко училиште и научив да свирам клавир. Па понекогаш во слободното време сега свирам, тоа поретко, отколку порано имав повеќе време за свирење. А знаеш да запее? Чорлев или? Па во друштво, да. Тоа. Кога свириш на клавир, вака и да може и запееш тоа, за душа со своите најблиски, кога станува збор за... Ова е само дел, почитувани гледачи, од наградите. На вистина ги има многу, ова се медали од многу надпревари, сертификати, благодарници, ова е годишната пехари освоено. Колку награди до сега има освоено Димитар Џорлев? Искрено не сум ги бројал, бидејќи не сум имал време за тоа, мислам дека би одзело доста време. Сакаш да кажеш на 100? И повеќе, да. Дека сум бил на премногу надпревари до сега во моето искуство. Само по математика или? Не, на сите, математика, физика, хемија, информатика, биологија. Па дори сум бил надпревари по музичка теорија. Немам зборови. Но сепак претпоставам дека едно од поважните или за секој стромиченец гордост е таа општинско признание светите 15 веројаполски свештеномаченици. Дали лично Димитар Џорлев ја очекуваше таа награда? Па за мене тоа беше огромно достигнување да добијам признание за мојот труд од градоначалникот и општината. И како за секој стромиченец, така и за мене беше огромно значајно со ова награда за свети 15 европолски свештеномаченици, кои што се заштитниците на градот. Така е. И ова е огромно признание за мене. И претпоставам дека ќе ве мотивира и во иднина и понатаму да промовираш Струмица, Македонија на сите оние надпревари, бидејќи претпоставам дека нема да биде, не е ова врвот. Да, ќе биде голем мотив ова за мене и
и како секогаш гордо да ја представам с мојата Струмица и нашата држава Македонија. Така. Сега си трета година, предпоставам, природна математичка гимназија. Уште една година ќе бидеш овде во Струмица. Каде се гледа Димитар Џорлев со своето образование? Ваков талент, предпоставам дека многу универзитети ќе го сакаат. Па искрено се надевам дека би можел да го продолжам на најпрестижните универзитети во светот, како тие во Соединетите Американски држави и во Германија, Англија, Франција, и да можам да се надоградам и после да можам да дадам многу за Македонија, за подобрување на се. Да, со оглед дека предизвик, ти пред малку спомна дека би сакал, здравје нека даде Господ, во иднина во оние техничките науки и нешто спомна дека би сакал да дадам придонес во општеството. Дали нешто значи тоа дека Димитар Џорлев размислува за некој изум, некој патент, нешто кој што би било во функција на сите, не знам, бидејќи ја спомна електрониката, односно електроинженерството. Па јас размислувам да се развивам во таа насока, да бидам во инженерството, електрониката, програмирањето, да можам да создавам технологии, патенти, кои што ќе доста помогнат за живењето, денешното живење во иднина. Во процесот на производство или пак во решавање на овие математички проблеми или IT технологијата, не знам на вистина. Да. Па во тој процес каде што ќе се размислува во што е проблемот, како да се подобри, каква технологија се направи, како да се спојат работите. 16 и пол или 17 години? 17 во Премногу зрело размислуваш. Да. Она што би сакал да го спомнам, почитувани гледачи, дека Џорлев беше дел и од спортот, кошаркар на времето, но се откажа за една повреда. Значи, паралелно мултиталент. Така ли да кажам, или има поле каде што не можеш да подпреш? Пошто музиката ја спомна, ги спомна природните науки, ги спомна општествените науки, спортот, еве, исто така рече дека тренираш, мислам тренираш. Големо обожавател сум и доста следам активно спортски фудбал, најчесто фудбал, и NBA лигата. И кога имам слободно време, се трудам и тоа се. Добро. Исполнам. Значи, имаш ли време за тинеџерството? Да, имам, да излегувам со другарите, да седнеме во друштво, да правиме муабет. И за тоа имам време и тоа ми е доста за мене лично добро искористено време во социализација со. Така. Мотивацијата од кај ја користиш и колку твоето семејство помага во реализацијата на одредени планови на Димитар Џорлев, предпоставам дека не си сам да се скриеш во соба. Едноставно ова бара напори и време. И голема поддршка исто од семејството. Многу сум благодарен за таа поддршка што имам, што ме мотивираат да продолжам да се надпреварувам, да редам успеси и да си обезбедам подобра иднина. Ти помагаат ли некогаш кога ќе заглавиш во нешто или пак тоа е сепак улога на твојот ментор, еве да кажеш тато бе нешто овде некако заглавив, па знаеш, два ума повеќе размислуваат. Не знам. Да, секогаш друго мислење за некој проблем е добро дојдено, па ќе го размислиш на друг начин и тоа помага во некој место каде што ќе се заглави да полесно да продолжи потоа и да се реши проблемот. Повеќе тато или мама? Повеќе со мајка ми решавам, бидејќи таа е електроинженер, математика, физика. Тоа повеќе со неа. И сега мајка ти симнува капа или си не им уште многу предизвици да освоиш? Па, таа секогаш е горда на мене и мојот татко. Така, и предпоставам дека не само гордост, едноставно дека можете и многу повеќе. Рече не знаеш колку награди, но од сите овие предпоставам забележав овде и Ботсвана, некаде постојано си на секаде во светот. Кој е она надпреварување кој што ти остави силен впечаток досега? Имам повеќе значајни надпреварувања, но ако треба едно да издвојам, тоа е било Светската олимпијада по физика, хемија и биологија во Ботсвана, каде што освоив бронзен медал.
и од каде што донесов многу драги и убави спомени, доста дружење со учесници од целиот свет, од сите континенти, од сите држави во светот, и дека беше во Африка континент кој што Така. е по-недостижен за патување, и можев да видам сосема друга култура таму, и ми остава силен впечаток на мене таа светска олимпијада. Освен Ботсвана, други места? Па сум бил на светска олимпијада по физика во Израел, на европска олимпијада по физика во Латвија. Годинава требаше да одам на европска и на балканска олимпијада по физика во Романија, двете беа во Романија, но поради пандемијата се одржа онлайн. И сум бил на балканска олимпијада по математика во Родос, Грција, на надпреварувања интернационални по математика и физика во Бугарија, во Софија, во Несебар. Ова е огромен диапазон на држави и пред се учесници. Контактираш ли со овие, предпоставам со некого сте се зближиле, и дали вашето веќе име фигурира во тие математичко-физички кругови кога станува збор за надпревари? Димитар Џорлев од Струмица ќе биде учесник на ова надпреварување. Не знам, предпоставам дека се среќавате со ваши врсници. Да. Особено на преварите кои што се во Македонија, имам доста пријатели, другари со кои што се среќаваме на преварите, се познаваме меѓу себе. Имаме позитивен надпреварувачки дух да се надпреваруваме, па и кога ќе одам на светски, на европски олимпијади, кога ќе се сретнам повторно со некои надпреварувачи од други држави и остануваме во контакт сега со социјалните мрежи. Тоа ни е повозможено. Но ова надпреварување меѓународен младински математички предизвик, ако не се лажам, добро ли го преведев во 2020 година? Само Џорлев беше од Македонија или имаш уште многу ученици, средношколци, студенти, не знам, затоа сакам да... Не ја знам бројката, бидејќи немаат официјално објавено колку учесници имаше од Македонија, но познавам, имаше и други учесници од Македонија, што ги знам јас. Така. Ама официјалната бројка не ја знае. Ама предпоставам дека имало и студенти. Имало, да, бидејќи е наменат за средношколци и студенти. Така. Она што сега вака во разговорот, Димитар, забележам дека физиката повеќе ми спомнуваш надпревари или грешам. Би рекол дека се подеднакво математика и физика надпревари, после нив информатика и хемија. Па не би можел да кажам од која на повеќе сум бил. Кај што рекви, точната бројка не ја не знам. Како изгледа обичен ден? Еве, сега за Димитар Џорлев станува во 6:30 или 7 часот, не знам како се ова онлайн. Како е времето на го распоредува Димитар Џорлев? На вистина ме интересира за едно момче кој што постигнува вакви успеси на не само на национално, туку и на меѓународно ниво. Па сега еве во пандемијата која спомнавте, со онлайн наставата и пред надпревар, некако кажеме, ќе станам се бајле, ќе бидам на училиште до 12:01 поручек, па имам мала пауза за да се концентрирам, да се одморам, да се опуштам, па ќе решавам нешто, па правам паузи измеѓу, бидејќи не може цело време да се концентрирам повеќе часови. И ако е викенд, ќе излезам навечер со другарите, ќе прошетам, ќе да се опуштам исто. Во тоа време, книга, некоја за читање, како си со читањето? Книга, филм да гледаме? Да, исто гледам филмови и серии, посебно американски. Гледам многу филмови и читам книги, но тоа во последно време е доста намалено, бидејќи имам многу надпревари. Повеќе читам во основното, но се трудам да читам книги и уште, бидејќи сум исто голем обожавател на читање. Омилено јадење за Џорлев? Ама искрено. Тешко прашање, не знам сега во моментот. Зошто? Она, предпоставам, кујната на мама. Да. Која е она порака која што Димитар Џорлев сака да упати до своите врсници, до младите во Струмица, во Југоистокот? Па... Дали да се борат за своите соништа? Едноставно, предпоставам дека... Да, тоа
треба да е предизвик за секој да се бори за своите соништа, да го исполни тоа што го сака, па дури и повеќе од тоа што очекува. Едноставно да секогаш да наоѓаат мотив за тоа да биде исполнето и да имаат исто време и за релаксација и социализација. Тоа е исто многу важен момент. Нов предизвик, како ова беше математички предизвик. Што е новиот предизвик за Димитар Џорлев во престојниот период, престојната година, не знам. Па предстојната Златен медал на светска математичка олимпијада на не знам по физика. Кој е она? Да, секогаш цел ми е да се пласирам на светските олимпијади математика, физика, информатика и кога ќе одам на светски, европски исто, и кога ќе одам да освојам медал, бидејќи тоа самиот исто и бронзен медал е доста огромен успех и да се стигне на светска олимпијада е огромно, не па да се освои медал, па тоа секогаш ми е цел мене. Да, но има ли некој напревар во најава на кој што би се пријавил Џорлев или неговите ментори го пријавиле, не знам. Па сега кој е онај следен предизвик или нешто за кој што ќе се фокусира Џорлев? Сега до крајот на 2020 нема. Ова изминува дефинитивно. Да, изминува. И од јануари почнуваат новите циклуси на надпревари. Прво почнуваат од општински, регионални и државни нивоа и понатаму има изборни надпревари кои да ја представува Македонија на тие светски, европски и балкански олимпијади. И за сега јас обично општинските, регионални, државните доста лесно ги поминувам тие надпревари, бидејќи уште од многу одамна ми е поминато тоа ниво. И интензивно се спремам за изборните селекционите надпревари, македонските олимпијади, кои што одлучуваат кои ќе ја представуваат Македонија на светските и европските олимпијади. Димитар, вака кога те слушам, многу ми интересира каков ти е часот по математика. Па бидејќи овако имаш веќе надвината на вистина, на час по математика. препишуваат од тебе? Па се трудам да им помагам на своите соученици кои имаат проблеми, кои им треба нешто. Секогаш тука сум за нив, тие тоа го знаат. Не само по математика, и по сите други предмети. И на вистина, еве, час по физика, пошто за тебе ова е веќе позната тематика. Па би рекол дека малку се досадни и обично под професорите имам дозвола да работам нешто за направарите. И некојаш да им помогнам на своите соученици. Така ми изгледа час по математика за мене. Не, предпоставам и по останатите. Да. Горди се оние кои што учат со тебе, трети 1, трети 2. Трети 2. Тука е Димитар Џорлев што велат ќе ни помогне. Да. Димитар, јас ти благодарам што беше дел од ова релаксирано, ја би рекол, интервју во рамките на емисијата 15 минути со. Многу успех во иднина, што да кажем, едноставно гордо се Струмица што има вакво момче кој што на математика во полето на физика, но би рекол и средното општинско училиште Јана Сандовски секогаш испродувала квалитетни момци кои што не представувале на вакви меѓународни надпреварувања. Исто јас ви благодарам на поканата да учествувам во емисијата и да се представам. Па некако скромен беше цело време. Па таков сум јас по природа, по природа си таков. Скромен. Ова да беше сега 15 минути да решаваше задачи, мислам дека многу полесно ќе ти беше. Да, и јас така мислам, но опуштено беше, така да така. Беше интересно и за мене. Џолев, благодарам уште еднаш што се одзва на нашата покана, многу успех во иднина и сите твои желби нека станат реалност и едноставно и понатаму да ја представуваш Струмица и во иднина со твојот труд и едноставно да бидеме горди еден ден заутре да кажеме дека овој изум е на Димитар Џолев. Благодарам истина вас. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Димитар Џорлев во 15 минути со момчето кој што е освои општинската годишна награда Светите 15 и Верополски свештонамаченици, но и силно одекна во математичкиот свет на последниот надпревар за меѓународниот математички надпревар кој што беше наставен 2020, каде што Димитар Џорлев од Струмица го освои златниот медал. Секој добро.